Нема никаква економска оправданост полнењето на јавната администрација која со засилено темпо ја спроведува власта во пресрет на председателските избори. Економистите алармираат, буџетот не ќе може да го издржи товарот на се пообимниот јавен сектор, што секако ќе падне врз грбот на граѓаните. За аналитичарот Висар Адеми, недозволиво е во услови на тотална економска стагнација да се отвараат толкав број на работни места во државните институции. Во Македонија не се случило нешто на економски план да се развие, да има инвестиционен бум во Македонија или поише странски инвестиции или поише извозни ориентирани компании за да со тие свежи пари да можат да креираат повеќе работни места и за тоа треба да се зголеми бројот на администрациите за да може да се обслужи овој приватен сектор и да кажеме оваа потреба од тој економски бум. Како идеја, мислам дека е поише популистичка него што е економска или прагматична. Адеми смета дека ова е класично бркање на изборни гласови и е спротивно на сите начала и препораки на Европската комисија за намалување на бројот на административците. И опозицијата алармира на обид за изборна корупција од страна на СДСМ. Прашуваат зошто јавното сообраќајно претпријатие вработува шефови, раководители и советници, кога има голем недостаток на возачи за градските автобуси. Сите информации велат дека се ставаат луѓе на места кои не се ниту предвидени во постоечката систематизација која што ја поседува градот, за сметка на квалитетни кадри кои се седнати во ќош, за сметка на нив се вработуваат партиски војници кои ги завземаат незаконски позициите. Само новите 700 вработувања во јавните градски претпријатија, ЈСП и комунална хигиена месечно би чинеле околу 350.000 евра државни пари или над 4 милиони евра годишно. Инаку за работни позиции во државните институции последниот месец отворени беа над 150 огласи. Најголем дел работници се бараа за наплата на патарините 84, 78 во царина, а владата во моментов бара и возачи, но и одржувачи на возниот парк.